Костова, а мој гостин во овој дел од отвореното студио е Светлана Црвенковска од невладината организација Млади правници. Тоа е граѓанско здружение кое неодамна прослави 15 години од постоењето, од основањето. Вака се, поводот што ме викнав беше една вест неделава, што морам да ја прочитам. Гласеше дека имавте некој собир на тема про боно, правна помош и алтернативни начини за решавање спорови како средство за овозможување пристап до правдата за сиромашните и обесправените. И сега ова ме подсети и јас како правник тазе, кога влета во новинарството, една од првите вести беше некоја седница на совет на општина и јас се трудев тоа правнички, нели се убаво да го срочам. Беше нешто советот донес измени дополнување на одлуката и уште некои десетина збора во таа одлука. И кога уредникот ме праша што всушност одлучиле, реков па тоа е оние што градат, треба да отидат и така натаму. И сега кога го прочитав ова ме подсети на овој случај мој, па ке сакате ли да ни преведете што е суштината? Секако, пред себе сакала да се заблагодарам во името на Македонското здружение на млади правници, во моје лично име, што ни дадовте шанса да проговориме на оваа тема, која што е за нас многу важна, бидејќи нашето здружение веќе 15 години работи со ранливи категории на граѓани, на чии што пристап до правда, како што сакаме да кажеме, односно многу ми е тешко да дојдат до остварување на нивните права загарантирани со уставот и законите и имаат проблем со плаќање, нели, поведување судски постапки, плаќање на судските трошоци, така натака. И здружението е тука, понатака во разговорот ќе објасниме и како работиме. Здружението е тука за да им помогне да си го остварат полесно патот до правдата. Правдата чини пари, односно сите тие судски постапки, има високи судски такси, треба да платите адвокат и тоа чини пари, многумина се откажуваат. Што вие конкретно предлагате како да им се помогне на сиромашните а во Македонија скоро 1/3 се третира за сиромашно население. Точно, значи согласно Заводот за статистика имаме 1/3 од македонското население се вели дека е сиромашно, односно едве ги исполнува, односно ги едве екзистира, ајде така да кажеме. И ако ќе се спореди со бројот на правни проблеми кои што секој граѓанин во Република Македонија ги има, тогаш стварно соодносот е многу несоодветно, како да кажам, несоодветен. Што се случува? Значи и дури во истражување имаме правени како здружение на граѓани, Реактор има направено истражување во кое што се вели дека пола од испитаниците имале по минимум еден правен проблем. И сега кога тоа ќе го земеме предвид, а ќе додадеме на тоа, еве како што кажавте, судските трошоци, адвокатските трошоци, годините, не само и времето кое што се губи пред судот или пред било која друга институција, постапките траат по неколку години. Затоа ние како здружение, од една страна, сега почнавме да промовираме и сметаме дека треба да се унапреди ова про боно, што велиме за општо добро правни услуги, и алтернативните или дополнителни начини за решавање на спорови кои што не значат одење пред суд. Алтернативното решавање на механизмите за алтернативно решавање на спорови значи дека и постојат и други видови на постапки, значи начини за постапување, решавање на правните проблеми, но без да се оди пред суд. Бидејќи сепак судската постапка можеби е најефикасна во смисла на заштита, но е најдолга, најскапа. Тоа е медијацијата, Тука е медијацијата, помирувањето во работните спорови, имаме пред потрошувачки спорови, пред Агенцијата за електронски комуникации, имаме дели во заштита на права на пациенти, имаме и арбитража, но многу малку од граѓаните знаат за овие начини на решавање на спорови, а од друга страна имаме про боно, кое што во Македонија не е дефинирано како такво. Значи имаме, тоа е како два системи. Имаме од една страна бесплатна правна помош, која што е државно финансирана и која што си постои закон за тоа, но како про боно немаме таква дефиниција. Про боното значи дека адвокатот сам по своја волја одлучува да го ослободи странката од трошоци за да ја помогне за да се го реши правниот проблем, односно правното прашање. Тоа најчесто се дава на странки кои што се може адвокатот сам да види дека живеат во крајна сиромаштија, имаат горлив проблем од семено право, да речеме имотни некои правни прашања и сакаат да му помогнат предизвика и се осеќаат добро кога ќе помогнат на таква странка да се го оствари својот право. Знаете ли таков случај?
имаме многу во Македонија и заедно со овие два извештаи кои што кажавте на почетокот, кои ги промовиравме на во оваа недела на дводневна конференција, се направи истражувања. Од една страна беше за овие пробоно правни услуги, од друга страна за алтернативните начини на решавање на спорови, со поддршка, морам да кажам, на Фондација Отворено општество, кој што и такако го помага процесот на обезбедување на оваа бесплатна правна помош, како и ние како здруженија на граѓани. И од тие два извештаи беа изведени некои заклучоци, од кои што можеме да видиме, барем кај адвокатите, 78% од испитаниците кажаа дека во изминатата година барем еднаш дале бесплатна правен совет, услуга, значи про боно. Говорите за адвокатите? За адвокатите, така. Значи 75% беа само адвокати беа испитувани. Тоа е совет а не застапување. Имаше и застапување. Има и застапувања. Тие се согласуваат од неколку причини. Првено од човечкото во себе, заради тоа што сакаат да и помогнат на странката и сакаат да си го реши правното прашање, како што кажав, а повеќето и учествуваат предизвик за предметите со кои што овие странки се соочуваат. Понекогаш што се навистина. Да, правен предизвик. Помладите адвокати како прифаќаат заради тоа што и тука се уште се ентузијасти во професијата, сакаат да го докажат, да докажат правдата и доколку видат дека има доволно докази, зашто да не. Многу од странките по овие сите истражувања кои што ги имаме правено, дури се откажуваат да одат пред суд или да се го решат правниот проблем токму поради овие причини, бидејќи немаат средства или заради неверување во системот, заради тие долги постапки, па сега треба нов доказ, па дали доказот ќе може да се обезбеди, тука се и вештачењата. А и не е баш висока. Јас по тие истражувања кои што се правени се кажува дека да, има неверување во системот и дури ова истражување што го спомнав во 2013 година, повеќето од зборам за граѓаните, истражување со граѓаните, не со адвокатите. Тие дури од половина кажуваат дека се советуваат не со адвокат или со стручно лице, како да кажам, тој со правник, туку со семејството, со некој што совети дава, значи највише што му веруваат, дали брачен партнер или другар или пак ќе кажам некој од семејството, што исто така представува некој вид на проблем, може да се каже, бидејќи една третина од граѓаните воопшто не се, после тоа не се не осудуваат додат да си го решат правниот проблем. Значи, они ќе се советуваат, може некој ќе им каже од сопствено искуство, веќе што ќе одиш, што ќе се тужиш, ќе се влечеш по судови. Ако другата страна е малку помокна или помок, и тоа влијае многу. Тоа на некој начин веднаш ги фрла во депресија, дека немаат шанса да успеат. А не е така. Во спор, особено што рековме дека траат повеќе години. Повеќе години, а не е така, бидејќи треба да се бара правда. Ако не се бара правдата, тогаш ако се обесхрабруваат граѓаните, мукната страна може уште помогне да стане така. Светлана, вие правите истражувања, се е убаво, имате идеи, но како овие ваши идеи, планови, предлози да допрат до тие ранливи категории или до сиромашните граѓани, за да знаат што имаат на располагање? Нашето здружение, како што кажав, работи со ранливи категории и па и секојдневно во комуникација со странки. Ние во моментов имаме 4 мобилни тима низ Република Македонија кои што обезбедуваат правна помош, идат дури во руралните средини и правиме информативни сесии. Значи се сретнуваат со адвокати и правници кои што им објаснуваат на граѓаните што можат да направат, каде може да се обратат за било кое правно прашање, дека може и на нас да ни се обратат и пробуваме на секој можен начин, не само во Скопје, туку и на територија на цела Македонија, да обезбедиме барем информација, првична информација. Кога ќе се обезбеди првичната информација, многу е лесно граѓаните и меѓу себе си споделуваат. Знаете, бев во Македонско здружение на млади правници, дури и така дел доаѓаат кај нас. Бев таму, ми кажаа така и така, па ќе се јават и повторно, па ќе се пратат и друга странка и пробуваме на тој начин да ги информираме за правата. Од една страна. Од друга страна, пробуваме сите овие препораки, заклучоци што ги изведуваме од нашите извештаи и анализи, да ги формулираме во амандмани и да побараме измени и дополнувања пред законодавец. Што конкретно сметате дека треба во законската регулатива да претрпи промени? Законската регулатива кога се однесува на пробоно, сега да кажам, не е ни воопшто дефинирана. Иако значи збориме во законите. Иако кај адвокатите во нивниот етички кодекс се вели дека не сме да се врати странка или мора да се обезбеди квалитетна правна помош дури на онаа странка која што нема средства да
да плати правната услугата што ќе даде адвокатот. Да, но адвокатот може да каже дека не верува дека ќе го добие спорот и да ја откачи странката, да речем. Значи, видете, тоа е на... Затоа велам, постои таква одредба во етичкиот кодекс. Так. Адвокатите, повеќето од адвокатите се согласуваат да помогнат, ако ништо друго да дадат некоја првична информација, можеби да дадат информација дека постои тој систем на бесплатна правна помош финансиран од државата и да почне граѓанинот некако да се информира и да почне да влезе во процесот за да си го оствари правото. Она што можеби е добро е да се дефинира про боно, значи да се охрабрат адвокатите да обезбедуваат про боно правни услуги и тоа да се дефинира во законодавството. Сега дали во законот за адвокатура, дали во законот за парнична постапка или во сите посебни закони, кривична и управна и така натака. Знаете како реагираат од адвокатската комора на ваквите идеи? Сте имале разговори на адвокатската комора стрикно не, но она што можам да го кажеме дека на соборот и на националната конференција која што го имавме беше присутна на председателот на адвокатската комора и мислам дека тие сепак кога се работи за граѓаните и тие што се обесправени се тука за да се обезбеди тој пристап до правда. Значи не мислам дека било кој адвокат ќе одбие доколку види странка дека или барем еве поголемиот дел од адвокати, дури и со адвокатски друштва ние сме имале беа дел од ова испитување и они даваат бесплатни правни совети. Човечкото, хуманото во луѓето не дозволува некогаш да се остави, ако едниот адвокат не се согласи, другиот ќе се согласи. Знаете, ние Сдруженијето соработуваме со 30 на 40 адвокати во изминативе 10-15 години, кои што се толку влезени во системот, се обучени за човекови права, знаат како се чувствуваат граѓаните и прифаќаат да пристапат, да разговараат со странката и да ја помогнат на било каков начин што можат. Морам да напоменам дека голем дел од странките кои доаѓаат кај нас веќе се пред свршен чин. Они нешто направиле во одреден дел од процесот, не го направиле како што треба, не се информирале ниту со адвокат, него на своја рака, па ќе дојдат кај нас, дури некогаш и нема никако да се помогне. Но се што е во наша можност, го упатуваме, па и со адвокати заедно разговараме за да се помогне на странката. Значи, вие в новој план соработувате со повеќе адвокати или адвокатски канцеларии? Така, соработуваме. Дел од нашите членови во Сдруженијето се адвокати, били наши членови, сме се запознали уште на правниот факултет, во студентски организации, станале членови на Македонското Сдружение на млади правници и сега ни помагаат во тоа обезбедување на пристап до правда. Ајде сега да преминеме на овие алтернативни начини. Ја спомнавме медиацијата, помирувањето. Јас пред неколку недели имав представник од комората на медиатори, но немам чувство дека и медиацијата е, да речам, расширена во пракса и дека граѓаните имаат доволно информации за оваа алатка, да речем, за да се избегне судскиот процес кој трае и многу подолго и чини многу поскапо. Така е. Мислам дека и граѓаните немаат доволно информации за овие постапки. Тоа е првиот проблем. И втората работа која што ја откривме во текот на оваа анализа, која што беше изработена, е дека што ќе каже судот? Тоа е најбитно. Значи, што ќе каже судот, ако пресуди судот, они не знаат дека спогодбата што ќе се склучи кај медиатор, дека има иста важност како и судската пресуда. Затоа велам, не се доволно информирани. Комората на медиатори, нели со промена на законот, сега е понова. Зборевме заедно дека можеби треба да се промовира. Некакви бранувања. Тоа не знам, мислам не навлагаме во тој. Ние пред сега гледавме постапката која што постои. Значи, како што кажав и наброев дел од законите кои што вклучуваат ваков начин на решавање, значи на мирно решавање на споровите пред да се дојде до судот и мислам дека на граѓаните им недостасува доволно информации. Светлана, ајде да им објасниме како изгледа тоа медиацијата, да речеме, за да знаат, имаат некаков спор. Не знам како. Може да е од имотно, потрошувачко, семено право, значи обично граѓанските постапки дозволуваат да се реши спорот по пат на медиација. Па дури и кај стопанските спорови меѓу правни лица, доколку се работи за спор до 1.000.000 денари, мора да се пробаат пред медиатор да го рече спорот, па потоа додат пред суд. Дали треба првично да се покрене постапка? Ако се покрене постапка пред судот, тогаш им ја отфрлат, ги упатуваат дека треба да идат пред медиатор, па потоа да се обратат до судот. Спор, еве, имотен ли спор, семеен, треба прво да се обрати кај медиатор, така. Може. И да побара совет, дали е можна медиацијата, затоа што медиаторот треба и втората страна да ја контактира.
Доброто кај медиацијата и овие алтернативни начини е дека има близок однос помеѓу медиаторот, помирувачот, арбитарот со двете странки. Значи доказите се секогаш кај сите на маса, значи има доверливост во постапката, нема вклучување на јавност, се разговара отворено за проблемите. Медиаторот е тој кој што пробува, барем ако ништо друго од двете страни да откриат зашто е проблемот. Некогаш знаете има работи кои што сметаат дека е проблема може да се решат и без при тоа да се покрене тужба, да се иде пред суд, да се расправа по 5 години. Медиаторот е тој што тука треба да ги смири, да речеме, страните и да видат двете, да увидат во што е проблемот. Што е предноста за двете страни всушност да се избегне и за ништо друго да се реши побрзо спорот. Може да се обратат вака, значи кај семени, имотни, потрошувачки, осигурителни спорови, странките може да се обратат кај физичките лица, овие што викаме индивидуалци, значи лица, граѓани, може да се обратат кај медиатор, има листа на Министерството за правда за кои медиатори со се телефони, имейл адреси и се, значи може да е достапна, може да ги најдат. Ако ништо друго да се информираат дали спорот може да се реши по медиација и да го пробаат прво тоа. Па потоа доколку медиаторот утврди дека се работи за покомплициран предмет во кој што се вклучени можеби и повеќе страни, да одлучи да им каже на странките како стојат работите, ако ништо друго пред да ги упати во суд, барем да се разгледаат сите можни решенија. Убаво е да граѓаните ако ништо друго пак ќе кажам да го контактираат медиаторот, да знаат дека имаат шанса, значи може да идат кај медиатор и дека ако го решат спорот таму, се носи на крај спогодба за решение од спор, кој што има правна валидност. Значи е исто како судска постапка, исто како што кажал судот. Со тоа што кај таа спогодба кога ќе се реши, бидејќи е спогодба меѓу двете страни, не се оди, нема право на жалба, нема понатака продолжување на постапката, него спорот се решава тука. Имам исто така постапка за мирно решавање на работни спорови, која што исто не е доволно како механизам искористена. Ако споредите колку работни спорови има пред судот, значи ние проверивме на судскиот портал на Врховниот суд, значи само за изминатите 2 години мислам дека има над 7000 предмети. Работни спорови. Иако помирувањето се однесува на отказ, само на отказ и на плата, сепак значи голем дел од тие работни спорови се и во таа насока. Пола да се од тие 7000 да се однесуваат на отказ или на плата, ако пробаат да ги решат пред помирувач, мислам дека би било многу посрекно за сите страни отколку да се иде пред суд. Понатака имаме, како што кажави, за заштита на права на пациенти, за потрошувачките спорови. Заштита на права на пациенти? Па за овие што се сместуваат, можноста има во здравствените домови кај што се сместуваат или не се сместуваат пациентите, доколку дојде до некоја правен проблем, имаат таа можност со лице кое што назначено од Министерството за здравство да го пробаат да го решат спорот тука, додека е во здравствената институција. Потоа имаме на пример кај потрошувачките спорови исто, бидејќи голем дел од граѓаните имаат проблем со со овие рокови, правни недостатоци на купени производи и така натака. И тука имаат шанса пред да се дојде до суд да се тужат да го решат спорот на мирен начин заедно со лицето од каде што трговецот каде што купиле некој производ. Знам дека ги користат постапките многу и кај осигурителните спорови со осигурителните компании. Значи тоа се ред постапки кои што се сега вклучени во закони што но колкав е процентот? Мал. Мало, еве за медиација добив информација од Министерството за правда. Имаме околу, например, минатата година 180 предмети, од кои што само 180 предмети, од кои што над 60% се успешни, значи се исклучена спогодба, што исто е некој знак дека значи повеќе од половина од предметите завршиле со склучување на спогодба. Ма 180 е многу мала бројка ако видите колку судски спорови имаме. Не сметате дека треба малку една пиар кампања да се популаризираат овие алатки? Да, унапредување баш и промовирање во таа насока. Сега се прават напори што се однесува на алтернативните механизми. Се прават напори да се промовираат, но сметам дека тука има простор за многу подобрување. Значи, дали преку овие, како што ние правиме за бесплатната правна помош со информативни сесии со граѓани, мислам дека доколку се оди во внатрешноста за да им се објаснат тие механизми. Знаете, кога граѓаните нешто не разбират, како што кажавте вие на почетокот, правник разбира можеби. Луѓето поголемиот дел не се правници, не може да разберат дека нешто е за нивно добро, дека може да искористат начин кој што ќе им донесе добро, а не лошо. И ќе мора да се најде начин да им се објасни, да им се доближат овие механизми за да си го решат споровите на полесен и побрз начин. Каква е состојбата во внатрешноста и во Скопје? Каде е помала
информираноста за сите можности? Не знам, мислам дека нема некоја сега можеби во Скопје заради пристапот до информации, по поголем број на адвокати, медиатори што се тука, можеби се поинформирани граѓаните, па дури и издруженијата на граѓани што функционираме, што даваме бесплатна правна помош, имаме 2 или 3 во Скопје, а по едно во другите неколку градови како Прилеп, Битола, што се многу малце. Затоа и ние решивме заедно со нашиве тимови, адвокати и правници со кои што се соработуваме, да идеме на терен, значи да им доближиме на граѓаните, да одиме буквално што се вика од врата на врата, за да им кажеме дека имаат како и ако имаат правен проблем дека може да си го решат и дека треба да пробаат да го решат. Светлана, благодарам што бевше гостин во отвореното студио.